ви дали дадениот ред конвергира или дивергира. Во оваа задача ќе го искористиме граничниот тест на споредба. Знаеме дека редот 1 врз соопштен 1 врз k е од 1 до плюс бесконечност е дивергентен ред. Значи P ред со P еднакво на 1, што значи е дивергентен. Рековме во оваа задача дека ќе го искористиме граничниот тест на споредба. Имаме лимес, значи ќе правиме споредба, односно ќе го примениме граничниот тест на споредба врз овие два реда. Општиот член на овој ред тука е 1 врз k, додека општиот член на овој ред е k по k плюс 3 врз k. Ајде тука ќе запишам k плюс 1, k плюс 2 по k плюс 3. Бараме лимес кога k тежи кон плюс бесконечност. Што може од тука да прави? Да забележиме, тука имаме двојна дробка, па продолжувам да е соседување на таа двојна дробка. Имаме лимес k плюс 1 по k плюс 2, k плюс 3, дворешен со надворешен, натрешен со натрешен член. За именител ќе добијам k по k, ќе ми даде k на квадрат по k плюс 3. Тука имаме k тежи кон плюс бесконечност. Да забележиме уште нешто. Во предавањето овој параметар, врз база на кој што го правите овој тест, го означуваме со ро. Хајде да видиме што се добива за лимес. Дали од тука може да препознаете колку е овој лимес? Горе во броителот ќе добиеме највисок член 3, а и долу во именителот ќе добиеме највисок степен, извинете, и горе највисок степен 3. Ајде да видиме што се добива. За таа цел ќе ги помножиме тука. Ќе ги помножиме тука овие множители. Имаме k плюс 1 прво по k плюс 2. Видиме што се добива. K на квадрат е тоа, плюс 1 по k е k, 2 по k е 2k. Значи ќе имаме k плюс 2k, тоа е 3k, че еден чекор ќе го скокнам, сте треба да е јасен тој, плюс 1 по 2, плюс 2 по k плюс 3, овој множител го препишувам, долу ќе добијам k на трета плюс 3 пати по k на квадрат. Лимесот ни се бара кога k тежи кон плюс бесконечност. Останува да ги помножиме овие два множители. Имаме лимес од во именителот ќе добиеме k на трета плюс 3 по k на квадрат, додека во броителот ќе го добиеме следното. K на квадрат по k е k на трета, k на квадрат по 3 е еднакво на 3k на квадрат. 3k по k, значи имаме 3k по k е пак 3k на квадрат, плюс 3k по 3 е 9k и плюс имаме 2 пати по k плюс 2 по 3 6. Таа тежи кон плюс бесконечност. Бидејќи имаме тука полином во броителот и полином во именителот со највисок степен 3, тогаш знаеме дека овој лимес е еднаков на количникот од аргументите пред највисокиот степен во полиномот кој што е во броителот
и полиномот кој што е во именителот. Во случајов аргументот тука 1 имаме и тука имаме 1, што значи овој лимес е еднаков на 1. Доколку ова ро е поголемо од 0, како што во случајов добивме, значи 1 е поголемо од 0, односно ро е поголемо од 0, тогаш може да кажеме дека овие два реда имаат иста природа, односно ако дивергира овој ред, а тоа веќе го знаеме, тогаш ќе дивергира и овај ред. Па оттаму, пак да повторам, знаејќи дека овај ред дивергира, може да заклучиме дека и дадениот ред во оваа задача, односно редот соопштен k по k плюс 3 врз k плюс 1, k плюс 2, k плюс 3, k се движи од 1 до плюс бесконечност, дивергира. С тоа оваа задача е решена.